Председател на владата на Република Македонија господин Зоран Заев, почитуван заменик председател на владата и министр за внатрешни работи Оливер Спасовски, почитуван заменик председател на владата задолжен за координација на економските ресори господин Кочо Андјушев, почитувани останати министри, заменици министри, државни секретари, Ваша екселенцијо, почитуван амбасадор на Европската унија во Република Македонија господин Самуел Жбогар, почитуван директор на Царинската управа, почитуван директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, директор на Државниот земјоделски инспекторат, останати представници на институциите, представници на медиумите, почитувани новинари, пријатели, дами и господа. Унапредувањето на земјоделството и трговијата со земјоделски и прехранбени производи представува еден од највисоките приоритети на владата на Република Македонија. Изградбата на овие два модерни објекти за фитосанитарна и за ветеринарна инспекција овде на граничниот премин Блаце е уште еден дел од исклучително важните реформски проекти што Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата во соработка, односно заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот инспекторат за земјоделство и институциите ги презема во овој клучен сектор. Работата на овие објекти ќе придонесе за навремено и квалитетно спроведување на контролите на пратките кои што ќе се увезуваат или транзитираат низ Република Македонија преку овој граничен премин, а според најновите европски стандарди. Денешниот настан е чекор напред во приближувањето кон Европската унија, исполнувајќи ги највисоките стандарди од областа на трговијата и безбедноста на храната и здравјето на растенијата. Производството и трговијата со земјоделски производи, нивната безбедност и здравјето на растенијата како предуслов за квалитетно и безбедно производство за Министерството е голем предизвик во напорите да се одговори на потребите на бизнис заедницата, но секако наша задача и обврска како влада е да гарантираме пред се безбедна и квалитетна храна за граѓаните и потрошувачите. Новите објекти на инспекцијските служби на Државниот инспекторат за земјоделство, кои вршат контроли на граничниот премин Блаце, гарантира брза, навремена и квалитетна услуга во спроведување на контролата на прометот со семе и саден материјал и средства за заштита на растенијата и репроматеријалите кои што се неопходни за квалитетно и модерно земјоделско производство. Овој објект наменет за ветеринарната инспекција содржи простории за прием на пратки од животинско потекло и за нивно понатамошно тестирање во лабораторијата и други функционални простории со опрема по највисоки европски стандарди, што гарантира прецизни анализи на секоја пратка што влегува преку овој граничен премин. Почитувани, унапредувањето на националната политика за интегрирано гранично управување ја креираме водејќи сметка за развојот на економијата согласно потребите на бизнис заедницата. Континуирано работиме на прилагодување на земјоделскиот сектор кон европските стандарди на негова модернизација со цел исполнување на невисоките стандарди за безбедност на храна, здравјето на растенијата и исполнувањето на еколошките стандарди како еден од приоритетите на Унијата. Осовременувајќи го производството и трговијата, ја зголемуваме и конкурентноста на стопанството и економијата во целина. Во името на владата на Република Македонија, изразувам благодарност до Европската унија и до делегацијата на Европската унија во Македонија, што со финансиска поддршка од околу 790.000 евра преку ИПА програмата ја овозможи реализацијата на овој видлив модерен проект, кој што ќе придонесе за унапредување на воспоставената добра пракса за интегрирано гранично управување на овој граничен премин Блаце. Верувам дека со изградбата на овие два убави објекти, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за храна и ветеринарство, како и фитосанитарната инспекција, не само што ќе го унапредат своето работење и ќе бидат поблиску до европските стандарди, туку примерно ќе бидат поблиску до бизнис секторот и до реализирање на нивните потреби за јакнење на работењето. Во период кога забрзано го трасираме патот кон нашето членство во НАТО и Европската унија, како Министерство заедно со надлежните институции интензивно
работиме на усогласување со европските стандарди од оваа област. А влезот во НАТО и ЕУ за нас како држава ќе значи уште поголема сигурност во делот на безбедноста на храната за граѓаните, затоа што здравјето на луѓето е пред се. На крајот, уште еднаш сакам да се заблагодарам на сите кои што овој период напорно работеа, представниците на Царинската управа, на Министерството за внатрешни работи, на сите институции кои што беа вклучени за да ги отстранат сите пречки, за да ги решат сите проблеми секојдневно, за да денес може овие два модерни објекти да ги представиме пред граѓаните и да бидат видливи за граѓаните. Затоа благодарност до амбасадорот Самуел Жбогар, благодарност до раководителот на делегацијата на Европската унија Никола Бертолини, кој што секојдневно работеше на овој проект, до представниците на сите институции, но и за овој видлив проект, но амбасадоре и за 15 милиони евра кои што ни ги одобривте во делот на земјоделството за 2019 година. Заради тоа што и тие 15 милиони евра ќе бидат за вакви видливи проекти во интерес на граѓаните на Македонија. Благодарам во име на сите граѓани на Република Македонија за оваа огромна поддршка.